Почитувани граѓани, почитувани медиуми, Европската комисија во својот најнов извештај за владење на правото јасно и недвосмислено нотира мешање и притисок врз судството и обвинителството од страна на представници на власта. Европската комисија наведува дека нема реформи, има широко распространета корупција и проблематични тендери. Ова, почитувани, не е општа критика, ова е директна диагноза за состојбата во која се наоѓа правосудниот систем во Македонија под актуелната влада на ВМРО ОКГ. Она што Европската комисија го забележува како системски проблем, ние го гледаме секојдневно во конкретни постапки и одлуки на премиерот Христијан Мицкоски и неговата организирана криминална група. Ке наведам само дел од фактите кои го потврдуваат ова мешање. Поставувањето на луѓе блиски до ВМРО на клучни позиции во правосудството е веќе системска практика. Сопруга на екс-градоначалник на ВМРО беше избрана за судски совет, например. Обвинителка поврзана со Сашо Мијалков беше избрана, што покажува дека старата мрежа на криминал и контрола врз институциите повторно се враќа на власт. Поставувањето на советник на премиерот Мицкоски на позиција во правосудниот систем е директно мешање на извршната власт во независното судство. Изборот на новиот државен обвинител беше јавно најавуван и управуван од самиот премиер Мицкоски преку телевизиска емисија, што е директна повреда на уставната независност на обвинителството. Мицкоски јавно дискредитираше обвинителка со навреди како медиокритет, покажувајќи дека нема намера да ја почитува волјата на професионалните тела, туку сака да наметне своји кадри. Портпаролката на владата Митева знаеше податоци за судски предмет и исход пред тоа да биде јавно соопштено. Одземање на предметот Талир 2 од поранешниот обвинител е класичен пример на политичко влијание врз текот на истрагите. Заканите кон опозицијата од собраниската говорница, а потоа и преку медиумите дека, цитирам, ќе одговараат, се директно кршење на принципот на независно обвинителство. Закани кон председателот на опозицијската партија и поранешни функционери се дел од истата кампања за притисок и заплашување. Приведување на поранешни функционери на СДСМ за време на изборната кампања се спроведуваат селективно и со јасна политичка мотивација. Јавното најавување на истраги од страна на премиерот пред да започнат постапките е грубо кршење на презумпцијата на невиност и значи директно мешање во работата на обвинителството. Во случајот пак со 5 тони дрога никој не одговараше, но по негова наредба се изврши заплена на 100 тони легален канабис за медицински цели, само за да се создаде медиумска кампања. До денес нема одговор како дрогата поминала редовно преку граница, без никакви податоци од полицијата, Safe City системот и од царината. Дрогата завршува инаку во селото Коњух кај Крушевац во Србија, кај висок функционер на СНС, сестринската партија на ВМРО и е директно поврзана со поранешниот директор на БИА и министер, еден од основачите на СНС. Обвинителството ги запира истрагите против Алфа телевизија, дел од Орбановата медиумска мрежа во Македонија, и покрај тоа што постојат конкретни докази и во Словенија и Македонија за перење пари, со цел финансирање на така наречените независни медиуми под целосна контрола на ВМРО и Мицкоски. Уапсен е човек со оружје и дрога, ама одговорност нема. Симо, човек кој го цитира Шешелј, промовира српски и руски интереси, слободно користи огнено оружје на снимки објавени на социјалните мрежи и има цел албум фотографии со председателот на ВМРО ДПМН и премиер Христијан Мицкоски. Државната комисија за спречување корупција и јавното обвинителство речиси 8 месеци не постапуваат по пријавите на антикорупцијскиот тим на СДСМ. Нема никаков одговор за криминалните тендери во вредност од над 150 милиони евра. Кривичната пријава против премиерот Мицкоски, поднесена поради основано сомневање дека тој или знае што се наоѓа во предметите на обвинителството или лично ги нарачал, е директен резултат на ваквата практика. Кривичната пријава, почитувани, експресно е отфрлена. Европската комисија го врати законот за високото обвинителство на доработка, затоа што не е во согласност со препораките и не гарантира независност.
Ослободувањето на Никола Груевски, враќањето на имотот стекнат со криминал, односно Белата палата, во корист на ВМРО ОКГ е најдиректен пример за заштита на криминалот. Ослободувањето на Драган Павлович Латас, главниот медиумски човек на Мицкоски, е уште еден доказ дека правдата се применува селективно според тоа колку некој е близок до премиерот. Европската комисија, почитувани во својот извештај за владење на правото, јасно предупредува дека со последните измени на кривичниот законник повторно се создава простор за неказнивост, дека постои мешање и притисок врз судството од представници на власта и дека процесот на реформи во правосудството е загрозен од политичко влијание. Сето ова не е случајно. Ова е системска политика на контрола врз институциите од страна на организираната криминална група ВМРО, на чело секако со Христијан Мицкоски. Целта, почитувани, е јасна. Да се спречи независното судство и обвинителство, да се заштитат криминалците и да се продолжи со неказнивоста. Затоа, почитувани, ВМРО намерно го кочат процесот за пристапување во Европската Унија. Европа има своји механизми за независно обвинителство. Европското обвинителство би било надлежно во Македонија, па би морал некој да одговара за криминал и корупција, а тоа прво Мицкоски, а потоа сите членови на неговата организирана криминална група од ВМРО не го сакат. Граѓаните на Македонија нема да дозволат правдата да биде инструмент во рацете на оние кои ја уништуваат државата. Време е за одговорност, време е за независно судство, време е за Европа. Ви благодарам.